Анастасија Центар во неделата учествуваше на државниот надпревар по модерни танци, а оттаму се вратија со многу награди и признанија. Здраво и велам на Стефанија, виновникот кој што еве работи со овие дечиња кои што се вратија со толку успеси токму во неделата. Здраво, здраво од мене. Па успеси во секој поле, како што гледате. Со Анастасија Центар веќе работиме околу 2 месеци, а веќе не можеме ни да застанеме. Во неделата имаше надпревар, државен надпревар, и моите деца решив да ги пријавам за прв пат на надпревар. Така да доста успешно поминавме. Во некои категории очекувавме и на повисоко место да не наградат, затоа што испратив доста талентирани деца од нашата школа. Тоа беше Ева Христовска, која зеде 4-то место. Ние очекувавме во современ балет да биде на доста повисоко ниво. Но во секој случај таа беше пресрекна. Друго девојче кое беше соло пријавено е Сања Лазаревска. Таа беше пријавена во джез балет и освои 3-то место. Ангела Петровска, таа беше единствена во возрастна категорија соло. Таа освои 2-ро место. Други групи кои беа пријавени од Анастасија Центар беа во детската група и тие освоија 3-то место со Statements кореографија. Уште една група која беше пријавена беа возрастната група, тоест јуниорите, се извинувам, со Александар Македонски. Таа ни е доста карактеристична кореографија која носи силна порака и со неа освоија 2-ро место. Сите кои имаат до 3-то место смеат да се надпреваруваат и на светско ниво, тоа е доста голем успех. И секако сите деца кои учествуваат добија медали. Но сепак тие награди нас многу не ни се од толкаво значење, колку што ни е од значење сето тоа дружење и искуство, затоа што нас основна мисија и мисла на Анастасија Центар ни е да се шири љубов меѓу децата пред се и да другаруваат, потоа да ја сватат суштината на танцот и зошто те танцуваат и дека еден ден танцот може да биде нивна професија. Значи, треба малку да ги вратиме нештата на место, затоа што малку со надпреварите се изместуваат некои вредности, затоа што веќе децата почнуваат да трчаат по нешто материјално, а забораваат зашто воопшто танцуваат. Затоа ние не сме толку поборници за тие медали, да кажам, затоа што сметаме дека малку може да искриват вистинската слика за танцот. Но сепак се еден поттик за децата и радост за тие кои што ги освоја. Кажи ми која е старосната група, од која година еве можат да дојдат децата овде во Анастасија Центар, до која е она старосна група? Па, на предходни прашања си имам одговорено затоа што децата сега во денешно време некако се понапредни и некако границата ни се намалува на 3,5 години, но во секој случај од 4 години можат нагоре доколку што сакаат, затоа што имаме веќе освен јуниори имаме и возрастна група, што значи дека можат и возрастни жени да танцуваат, затоа што нели се бориме за подигнување на свеста за танцот. Затоа што танцуваат? Какви се танци имат можност да изучуваат? Тука, значи јас лично предавам модерен, современ балет со основа на класичен балет. Джез балет исто така се танцува, но тоа е во секој случај заедно спаѓаат сите 3 категории, но во зависност од потреба тогаш спремаме таков тип на кореографија. А возрастните танцуваат исто така модерен балет заедно со кондиционен тренинг, што значи дека се работи на многу добра форма на тело, за да се оформи добра форма на тело и секако да се развие слухот на танчерите. Предпоставам дека се работи посебно со групите, затоа што сигурно дека во една група не може да работат 3,5-4 годишно дете со поголемите. Точно така, значи поделени се групите, имаме групи од понеделник до четврток, од 6 часот до 9 часот сме тука, така да секој кој е заинтересиран да танцува секако може да се обрати во Анастасија Центар и да ја добие информацијата соодветно за секоја категорија на дете. Има ли интерес? Колкав е интересот и кои се баш најзаинтересирани? Дали родителите за да ги донесат своите деца или пак еве и самите возрастни? Децата од најмала возраст се најмногу бројни, затоа што можеби тогаш ги бараат патиштата за каде да ги насочат децата. Но во секој случај, во секоја категорија има деца, затоа што
спрема мене, сметам дека танцот ги интересира сите. А возрастните започнаа да се будат, што значи дека започна да се зголемува бројот на возрастни. Започнавме од 2 или 3 беа, не се сеќавам точно, сега веќе се зголемува таа бројка, што значи сме успеале во нашата мисија. Рековме дека наградите не се пресудни, но се еден добар поттик за сите за понатамошна работа. Ке учествувате ли на други надпревари, има ли нешто за во иднина што веќе се планира? Па, здраве Боже, јас сакам светски надпревари, од светски ранг нешта, затоа што можеби тоа ќе биде пресудно за моите деца кои ќе ги оценуваат од светско ниво судии. Така да се надевам на некои поголеми чекори, но во секој случај нас ни пред се ни останува работата на перформанси кои ги работиме активно, кои секако пренесуваат многу пораки, затоа што тие се дел од нашето секојдневие и сметаме дека на тој начин можеме многу по-блиско да допреме до поголема маса на народ. А секако надпреварите ги планираме за понатаму. На што најмногу сака да танцуваат децата денеска? Па затоа што слушаат некако популарна музика, таа што е актуелна музика, ја бараат неја, но некако јас се обидувам да им ја малку поднаметнам таа што им е подалечна, класичната музика, на джез и значи зависи од стилови, зависи од расположение во ден, но гледам малку и на поедукативна смисла да ги насочам децата, затоа што веќе почнаа да немаат толку многу осет кон музиката како што имало порано. И затоа викам постојано се враќаме кон тие вредности. Ти благодарам многу, се надевам дека многу успеси ќе нанижите во иднина и многу дечиња ќе имате во центарот кои што ќе знаат да ценат музиката и секако времето да го поминат играјки со вежбање, место тоа дома да седат пред компјутер или телевизија. Точно така, ти благодарам уште еднаш што не поддржуваш вака во нашата мисија.